Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 5, епизода број 132. Здраво и добродојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче Екейт Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. Тука сме, пак у среда, кратка епизода. Така се чинеш ако подобриот ден за снимај. Некако ми треба тој ден, екстра ден вторник, за да се вратам у живот после викенд овие денови. Јас сум окей, ако сакаш да се префрлиме да снимаме цело време у среда, окей сум. Ќе видиме како ќе биде. Се мислевме што да снимам, искрено баравме некоја тема за зборење, поради тоа што не се случуваат многу интересни ствари во хип-хопот последно време. Може да го вратам тоа. Кратка епизода е, нема врска, немаме тема за зборење денес. Јоп. Вратете се на претходната епизода кај што Трајче ренташе едно 45 минути ако не и поише за сите ствари околу хип-хопот и тоа е една од причините зашто можеби немаме некоја тема. Ги истрошив сите, а? Не, него начина добри теми кои може ќе треба да им навлеземе пак, ама не во кратка епизода. За тие што не знаат, секоја втора епизода оваа сезона ја правиме кратка, кај што се пробуваме да се челенџнеме и предизвикаме сами себе за да бидеме малце побрзи во зборењето, да не го завлекуваме тоа, како што ја почнав на самиот почеток. Така да одиме со подкаст Рулет, веќе неколку пати ги имаме правено тоа оваа сезона. Добивме многу интересни теми од Никола, шараут до Никола, на почетокот на оваа сезона, што ги имаме тука као стечнати цело време и го свртиме са рулетот и одбираме тема и неспремни јас и Трајче збориме за истата на лице место. Тоа. Може? Идеме. Викаш да, па може следната да ги дозбориме некои од темите кои што. Да, може би ќе добиеме албум на Playboy карти, ќе видиме што ќе се. Да, реално петок, ќе видиме. Број 7. Со музиче за све. Тоа е тоа. Is alternative mainstream, algorithm versus music taste. Интересна тема. Мислам дека и еднаш изборевме да ја ставиме онака како тема, да. И мислам дека и добар момент да се поврзе со Playboy карти. Ајде. Со Кен Карсон, со целата таа опиум, фан-база и публика и музика и се останато. Тоа е темата. Дали алтернативната сцена е мејнстрим? Алгоритам versus music taste. Како го сваќаш ти ова? Па види, има поише, зависи од каде ќе гледаме, од кај гледаме. А ние ако стрикно се фокусираме можеби на хип-хоп звукот, каде што нели и ја и ти на еден начин вирееме и подкастов е за тоа. Ако ја гледаме една работа, ако збориме за алтернативната музика бидејќи што значи прво алтернативна музика, така? Ако збориме за алтернативна музика, збориме не само за хип-хоп, не збориме само за рап, збориме за нешто кое што е алтернативно, нешто кое што нели е малце поразлично него ли тоа што е стандардното. И тоа се аплицира во секој жанр. Да. И не само во музиката како жанрови. За мене лично, јас зборот алтернативно го користам како замена за зборот underground што беше користен во минатото. Фер. Бидејќи не е више ништо underground, се е на интернет, се е секаде, на TikTok, на Reels, сегде, така да не го користам зборот underground веќе. Некоја журка или некоја музика да е underground. Не. Туку е алтернативно, само е различно, како што кажа ти, од тоа што е стандардното. Сега, што е стандардното? Затоа, my point exactly, во хип-хопот се уште сме во таа ситуација каде што нема еден стандардизиран звук. Стандардизиран звук е кик и снер, ме разбираш, тоа е единственото кај нас што е стандардизирано можеби. Ама муабетов е дека кај нас ако веќе тргнеме од хип-хопот и ќе се задржиме на хип-хопот, бидејќи не мислам дека тема можеме да ја обработиме генерално за музика, ниту пак се осеќаме стручни, али ако више збориме за тоа што е алтернативно во хип-хопот, е исто така онака добиваме еден можеш да видиш поише пристапи кон што е тоа алтернативно за различни луѓе, бидејќи многу е битно ти од кај доаѓаш и за тебе што е страно. Ако го зијаме алтернативно кон нешто кое што е несекојдневно или поразлично, е многу битно од каде доаѓаш. Сега, може да воспоставиме и некои граници, така дека алтернативното е на пример, Off the Dome. Ќе кажам, за мене лично, можеби за многу луѓе не е, али за мене и многу лично и персонално, баш тие што ги спомна, Playboy карти и целиот Opium лейбл, Homicide Gang, мене, например, тоа ми е алтернативно. Многу ме потсеќа
на Sad Boys, Young Lean, кога се појави. Тоа беше алтернативно. Го имаше тој традиционален, во тоа време традиционален трап звук, ќе кажам, чист, така. Ја знаеме, Diamond, има такви песни. Али беше алтернативно од самиот факт, пристапот беше многу поинаков на ваква JPEG Mafia. Така, можеби за луѓе еден од алтернативните артисти со thought provoking хип-хоп, со thought provoking, како се викува, продукција, значи настапува на многу неортодоксен начин и прави некои работи кои што многу луѓе више ги свијаат. MF Doom, така, алтернатива во хип-хопот, нешто кое што е странно, нешто лево. И ако збориме за алтернативна музика, тоа све што е лево, веќе на интернет станува популарно. Ти кој што кажа, не постои underground више. Бидејќи MF Doom во 2000-те кога бил активен бил underground. MF Doom тек сега си ги добива своите цвеќења, па има милиарди Spotify streams. Ако не беше интернетот, тоа никогаш немаше да биде случајот. Ако не беше Reels, ако не беше, многу е лесно да се закачиш на нешто. Многу е лесно и заради тоа мислам дека веќе underground ко термин, многу си управо тоа што го кажа, дека underground не може и не смее више да постои ко термин. Све е таму, све е на интернет, све е на 3 keywords да срчнеш и ќе ти искочи нешто, така да не мислам дека можеме таму да се врзаме, но ако гледаме ко алтернативно и ко мејнстрим, многу е битно од кај доаѓаш. Што е, например, за тебе алтернативна музика и кажи ми, например, некои на тебе што би ти биле алтернативни од хип-хоп светот као артисти? Јас не мислам дека од каде ти доаѓаш, бидејќи ти можеш од каде сакаш да доаѓаш, ама ако доаѓаш од алтернативната страна, значи дека сега тоа што е мејнстрим ќе ти биде алтернативно и обратно, не е така. Не, според мене не е од ти од каде доаѓаш, туку што е стандардот. Ако стандардот се гледа по што е на Билборд, што е на Spotify, на Rap Caviar, што пуштаме ние во диско во Македонија, ако тоа се гледа како под наводници мејнстрим за хип-хопот, алтернативно е најверојатно се тоа што не припаѓа таму или во многу мал дел припаѓа таму, а од време на време се појавува и таму. Сега, тука се мислам дека се битни и бројките, што уствари, и ако ги гледаме бројките, можеби не е така, али поентата ми е, мејнстрим, не знам како ќе го дефинирам, ама мислам дека посвесно знаеме што е мејнстрим. Ако се збори за тоа, ако сите го знаат, ако е тоа главна тема за муабет, ако тоа ги влече најголемите бројки на интернетот и било каде, а истовремено е recognized, е препознаено како такво, тогаш мислам дека припаѓа во мејнстрим. Се друго алтернативно. За мене Larry June е алтернативна музика, брат. Алтернативен хип-хоп и целиот тој бран на Ренесанс реп или како и да го викате тој бран на Alchemist продукција, на Кондакта продукција. Так, Гризелда целиот камп. Тоа за мене во хип-хопот е алтернативно, бидејќи јас сметам дека припаѓам земено како хип-хопот како правец, некаде сум во мејнстримот, плюс минус. И цел живот сум го зборил тоа како мене ми треба некој артист да скокне некој ниво за да ми влезе мене на радарот, бидејќи знаеме какви луѓе сме и 20-та, ако почнам сега да навлегувам во секој rabbit hole, во секој таков поджанр, подправец, нема да имам крај и нема да можам ни да достасам да преслушам тоа што има под наводници во мејнстримот. Така да јас сметам дека во хип-хопот прибаѓам тука некаде во мејнстримот. И тоа и го пуштам. Со уште еден мал кавијат што уствари мејнстрим хип-хопот и тоа што ние го пуштаме сметам дека е алтернативно на Балканот, бидејќи на Балканот има друг мејнстрим што е мејнстрим главен и што се пушта и на радио и на журки и луѓето, најголем дел од луѓето што го слушаат и најголеми бројки што прави тука е нешто друго што имаше многу теми на муабет и кај нас на Дискорд последните неколку недели за тие ствари. Така да само да добиеме представа. Кај нас тоа е мејнстрим. Мејнстрим хип-хопот кај нас е алтернативно, а алтернативниот хип-хоп кај нас е скроз забеган алтернативен хип-хоп гледано од стандард, од македонски стандард, што не е лошо, туку само го зборам као факт. Така да ако се го земеме хип-хопот како правец, јас припаѓам тука некаде во мејнстримот и се што е лево или десно за мене е алтернативно. Така да тука ми спаѓа и Larry June, тука ми спаѓа и Opium, цела екипа, цел тој посебен жанр што си има создаден од како Playboy Carti го издаде Whole Lotta Red и сигурно има и други.
JPEG Mafia уште не сум преслушал како што треба, имам некои песни кои ми се свиѓаат, кои ми се појавиле рандом на Spotify, сум стигнал до нив и ми се окей, али за мене на пример алтернативно е Хем Ханш од британската сцена. Исто така, да. Артисти кон Накс, што иако нема долго време извадено, што ние ги слушаме уште од самиот старт на Пандемониум радио, тоа ми исто алтернативен под наводници хип-хоп, јако е тоа британска сцена, па тоа е можеби британскиот алтернативен хип-хоп, и таа класификацијата не е толку битна, мислам дека е битно како го осеќаш ти и каде тоа припаѓа во големата слика, бидејќи мора да бидеме свесни за тоа. Дали припаѓа, јако бројките се големи, дали припаѓа тука, дали е хедлајнот тоа, или е некоја мала колумна на страна, некоја ниш плейлист или некој ниш медиум го покрива тоа, а не го покриваат главните хип-хоп медиуми. Мене ми е, знаеш како, колку поише ќе збориме за кој кај припаѓа, мислам дека само толку поише ќе заглавиме, ама генерално ја мислам дека треба да се главниот фокус, ако збориме за ова, треба да биде поише на пристапот, каде се пласира таа музика и колку луѓе ја слушаат и кој е звукот на истата. Бидејќи тоа го на еден начин и еве сега на пример со самиот факт дека 2 Chainz веќе иде во тие води. Например, 2 Chainz беше мејнстрим артист до пред можеби 10 години, така? Не знам. Сега на пример он влегол у мејнстримот, извини, он влегол у мејнстримот, ама не бил мејнстрим артист. Да. Не бил никаде тој највисокиот ешалон. Да. Али бил на правите места со правите луѓе секогаш. Да. И од истите тие луѓе, ние кои што ги мислиме за мејнстрим и дека се во крем дела кремот во хип-хопот, тие сите го знаат 2 Chainz како легенда и го поштуваат, си ги има добиено цвеќињата од сите нив. Али со сега овие нови потези на пример што ги прави, кај иде неговиот звук, која е неговата етикета, така да нема правила. Значи артисти се еволвираат низ вакво и имаат дозвола за да менуваат и да идат работи, да прават работи. Поише ми е мене за етикетата, заради тоа ја прво ги спомнав. Не ги спомнав Homicide Gang, Opium Label и Playboy Carti ко нешто страно. Тие се дел од хип-хопот. Работата е што овде мораме да го ќе можеш да го зумираш само тоа, извини. Овде мораме заради тоа многу е добро направена тема. Дали е алтернативното мејнстрим? Тоа е прашањето. Не треба да класифицираме што е алтернативно, што е мејнстрим. Туку дали алтернативата е мејнстримот? Ајде, што мислиш ти? Не мислам дека е. Заради тоа викам многу е битно од кај доаѓаш и кај припаѓаш, бидејќи на луѓе кои што се дел од алтернативниот свет, тие за нивното мислат дека е најголемото нешто у светов моментално. Со оглед на тоа, еве пак ќе земе. Мислам дека и Playboy Carti е правиот артист кој што треба да го земе, бидејќи тој ќе е бенчмаркот за све понатак. Дај Боже, искрено се надевам за сите фанови на Playboy Carti дека у петок ќе го добиеме албумов. Едно, и ние да чуеме. Друго, тие да бидат задоволни ко фанови, а не да не бидат влечени за нос 2 години. Да видиме што ќе биде, бидејќи исто вака, многу слично, можеби не вака, али многу слично беше и со Whole Lotta Red. Дека ја и ти тоаш убунило бевме. Реално. Не знаевме што се дешава, како е, зошто е, што е ова. И онака дури и викнавме луѓе да не се приклучат на Zoom и да не зборат. Сум отворен пак да викнем искрено. Да. Само нека излезе албумот. Али муабетов е дека за мене, иако еве на пример, заради тоа него го зијам ко пример. Огромен е, така? Огромен е. У поглед на инфлуенс, у поглед на бројки, у поглед на све тоа што го прави. Метикила се и е хаотичен наеднаш и вајда е таа нова енергија на сите млади кои што ја имаат и тоа го следат, тоа го сакаат. Али се уште не мислам дека е стигнато до мејнстрим, бидејќи кога ќе збориме за мејнстрим, е тој глуп муабет, мајка ми дали го знае. Дали се врти на радио. Бидејќи се уште сме во тоа време каде што тие се главните метрикс за што е тоа мејнстрим и каде се све се пласира. Playboy Carti со неговиот алтернативен пристап на хип-хопот, кај што има извадено има направено свој собствен звук на еден начин, го има видоизменето, го има направено да биде ова што е сега.
е можеби главен во тој главна носечка сила во тој свет, ама не мислам дека е најголемата во поглед на најголемата во хип-хопот. Се уште не сме стигнати до таму. Заради тоа сакам и е битно мислам дека треба да искочи I Am Music за да видиме каква ќе биде рецепцијата. Првично мојата лична на албумот и втора све околу мене и да видам интернетот како ќе и светот, бидејќи како што стојат работите сега, е као светов ќе експлодира кај да е. Ме разбираш, само се праќаат на сека. Бро, ја не сум дел од тоа, брат. Мене ми искачаат рилс на Инстаграм од срањава, ме разбираш. Billboard cancelled, I Am Music, March 14, викам, абе, окей, ја не сум таргетот за ово. Не сум таргетот за ово. Али е многу пространо. Али работава е дека тука е многу битен вториот дел. Алгоритмот наспроти music taste-от, кои што реално веќе се испреплетени едно со друго. И ова го зборев на една од претходните епизоди каде што младите луѓе више и во 2025 градење на идентитет е многу поразлично него ли градење на идентитет кај нас. И мислам дека тука е главно де треба да се задржиме. Според тебе, алтернативното е мејнстрим или не? Како го доживуваш ти тоа? Дефинитивно не е. Кога ќе биде, прв ќе кажам дека е, бидејќи јас припаѓам во мејнстримот и го кажам тоа скроз отворено и сум среќен дека е тоа така. Кога јас ќе земам, кога искочи албумот на Playboy Carti, ако имаме ние 3-4 нови песни за пуштање од дискот тука. И ако на daily basis можеби не го слушам јас, ама се врти на секаде, не мора да е на Антена 5 се разбира, него ако го премине тој бран, тој прак уствари, извини, би рекол дека можеби Playboy Carti ќе припаѓа, што значи дека Ken Carson припаѓа. Што не значи дека Йид припаѓа. Далеку од тоа. Мислам дека не е и стојам цврсто позади тоа дека не е, бидејќи истото важи за Лири Джун, истото важи за цела таа друга, ако ова е лева и за таа цела десна страна на алтернативниот хип-хоп во мојата глава. Бидејќи не е, бидејќи да, може ќе биде West Side Gun, куратор на некоја изложба во Париз или не знам што кур се тресе, ама тоа нема врска со мејнстримот на музиката, на хип-хопот, на музиката општо in the grand scheme of things. Тука е големо за тоа што е само по себе, ама не е кој е мејнстрим, кој не е мејнстрим, не е мејнстрим. Дури некој намерно не сака да биде мејнстрим никогаш во животот, така. Добро. Во кариерата. Као со сеќаме на пример за сите соработки на Playboy Carti. Као на пример, овие сите што ги имаше. Зборам за Carnival, зборам за Popular со The Weeknd, сите тие кои што на еден начин има свој мејнстрим ран. Го зборевме ова. Топсе, вртиме Playboy Carti подсвесно поише него што треба. Тоа сакам да ти кажам дека у принцип последниве 2 години као мојот аргумент беше дека тие песни не се такви ради него директно, можеби он бил водечката сила во студио или можеби неговиот сос на траката е прави да биде толку посебна или дава некој шмек кај алтернативната публика, ама не верувам дека алтернативната опиум публика слуша Popular дома. Бидејќи таа песна е The Weeknd, да. Madonna, Playboy Carti, не е многу добар throwback 2000s бит. Така да, Playboy Carti има мало делче кај што мумла на крајот на референот, али тоа е само малце сос. Timeless, ја пуштам и мене делот на Playboy Carti ми е топ, али реално клубот дреме додека е првиот дел на Playboy Carti, додека не почне референот и можеби вториот дел на The Weeknd. Дури баш сега последен пат кога ја пуштите се вика мора да најдам некој едит кај што почнува со референот и кај што после тера The Weeknd бидејќи да ги искористиш, да, предолго време трае ако е така. И публиката не резонира со тоа. Публиката на кај што јас пуштам музика најчесто во Македонија или можеби некаде на Балканот. Не зборам за Америка, не зборам за Rolling Loud, не зборам за Beach Please у Романија или не знам кај што. Кај што таа публика е таму, туку збориме за регулар мејнстрим најт во далечна држава како Македонија. Што сметам дека можеби сега во моментов и немаме некоја сцена што е он пар со европските или со светските, али пред неколку години била тука негде на тоа ниво. Така да, Carnival исто ја не се ни сеќам на неговиот дел. Type Shit, знам дека е малце покасно. Не мислам дека е неговиот дел тука клучен. Можеби неговиот импакт, неговиот саунд, неговото влијание таму можеби позади затворени врати е. Ама не е причината. Фин можеби е најблискиот пример за тоа кај што мислам дека дури Тревис Скот влага во некоја Playboy Carti зона или тоа е тоа НЗС кај што се наоѓаат двајцата измеѓу. Ќе бидам најискрен и најотворен, в мене Фин која слушнав прв пат не ми се свигаше.
мислам дека дури го зборевме ние тоа дека како репетитивно повтарање на некои ствари, ама ние не осетивме таа Уште немаме направено ревју на албумот. Не ни треба да направиме више. Али со текот на време ми се засвиги, видов дека публиката ја сака и ја пуштам и во ред ми е тоа, као не ми се свиело мене на прва, сваќаш дека е окей, го тераш и тоа е тоа. Сакам да ти кажам дека го пишав тој на Дискорд пред некој време кога зборевме баш за оваа тема, дека уствари да, пуштаме музика од него повеќе од било кога. Кога ми се засвига и гит, пуштав нешто од него, ми се засвига нешто од Whole Lotta Red, од претходните проекти, од секогаш сме пуштале, многу малку луѓе знаат дека сигурно јас сум првиот диџеј што ја пуштал Шута од Playboy Carti уште пред да излезе Дайлит или не знам дали излезе како сингл или беше дел од албумот, не се сеќавам уште на таа G-Shock журка што ја правевме со ТДФУ у Сквер 21. Сквер 27. Така да Магнолија исто сме вртели пред Кева брат. Имало моменти што Да. Види. Сакам да кажам, извини, само да го завршам. Не знам дали е до него и дали можеби Playboy Carti ќе биде мејнстрим, што не значи дека Опиум ќе биде мејнстрим, ме сваќаш? Ја би рекол дека Playboy Carti е мејнстрим. Можеби он е единствениот, работава е што он е единствениот од алтернативното што е мејнстрим. Зборам во хип-хопот. Во општо светов, мислам дека се поише такви примери добиваме каде што мега популарност добиваат такви луѓе, например Charli XCX, например, ја не би рекол дека е мејнстрим. Тоа е многу алтернативно дури за луѓето кои што слушаат поп музика, па на еден начин ја сврте поп музиката на глава со незиниот албум. Така да за мене овде е тоа. Значи алгоритмот како алгоритам е многу силен и многу превалентен кај нас денес. Посебно низ младината, бидејќи врз основа на тоа веќе се гради идентитет. Заради тоа мислам дека можеби и ова е отворен повик за сите, ако сакате да зборите за оваа тема, можете слободно да дојдете и ќе најдеме време, али кај нашиот пристап на ние како сме се граделе ко мали и луѓето кои се молам не иди таму брат. Не идам таму, чекај. Само тоа те молам не го прави брат. Немој само тоа да молам у наше време брат. Значи не е у наше време. Не го споредувај со нас. Бори дури само у за сега. 2012 брат. Не било вака blown out of proportion кој што е сега. Не го споредувај со наше време, дека секој може за своето време да збори што сака. Ја не кажувам дали е добро или сега 2025 март. За сега, ја не можам да го сватам за денес како е. Не го враќам. Јас само ти кажам, ја не го сваќам брат. Бидејќи сега веќе сум и ја дел од тоа. Алгоритмот каде што помага. Не го споредувај. Ја заради алгоритмот го имам најдено Лери Джунко артист, заради Spotify дека ме однесе од Currency, можеби никад нема да сум го дознаел. Не дека немале заеднички песни. Муабетов ми е друг. Градење на music taste денес више е многу поразлично и мислам дека младите луѓе имаат силата, така да ја не се ни осеќам компетентен освен од тоа што ја лично го знам, а тоа е дека мене алтернативното, значи Playboy Carti и сите тие работи денес се уште ми се страни. Јас слушам алтернативна музика, слушам алтернативен хип-хоп, кој што за многу луѓе исто така е неприфатлив. Ама тој е па уште толку од мојот бекграунд. Јасно. Ме разбираш? Од тоа сакав да го кажам, тоа ми беше дека има и многу позадина и на алтернативното. Ме разбираш? И едноставно не мислам дека никогаш алтернативното може да стане мејнстрим, бидејќи моментот кога алтернативното ќе стане мејнстрим, целиот мејнстрим станува алтернативен. Така е, тоа се деси. Значи, ако трапот на еден начин беше алтернативното движење во 2012, имаше многу голем преокрет година и пол. Цеца Треп кога е извадена бе брат? Не, тоа е малце порано, ама не беше тоа моментот. Знаеш за мене кога беше моментот во Македонија конкретно? Не зборам за Македонија, зборам за worldwide брат. Кај нас се примети поинаку. Кога почна рандом луѓе од средно што не доаѓаат никад на журки да носат шарени тренерки такви ствари. И да рокаат нешто, можеби Мигос, можеби 6ix9ine, можеби не знам што, можеби некој балкански трапер, тогаш се смени за мене. Дека кај нас добро, малце погасно, али како и да е, од самиот факт дека брат, не знам. Така е, управо си. У Македонија не знам кога е. У Македонија не знам кога е, али муабетов е дека у една година
почнавме одма, ама тоа беше инстантно вака. Добивме поп кросовери. Значи, моментот кога ќе го гледаш тоа, дека имаш од алтернативната сцена, имаш bleeding into добро. поп културата. Ајде да го пресликаме како денес. Зборевме за облека, за опиум фитови на балкански трап песни, така? Имено, да. Гледаме луѓе низ град што се шетаат што вајде слушаат нешто тако поврзано со тоа. За мене I hope so. За мене у главата тоа е опиум стритвер, така, опиум облека, не знам како да го кажам. Така да, раздронцана искината црна. Што повеќе гледаш такви кои се продаваат у H&M, у Кропи, у Pull&Bear, значи дека тоа преоѓа, а моментот кога ќе преде, тогаш веќе не е. Тоа веќе не е. Многу добар пример даде со трапот. Кога еден цел клас од средно почна да слуша трап, следната година кул луѓето од тој клас више не слушаат трап. И тоа се одразува сега после 10 години. Тоа се истото. Бидејќи сега тој трап под наводниците, тој хип-хоп е доста излитена и некул работа, бидејќи многу генерации, цели генерации го слушали кога тоа нешто ќе стане толку стандардно и толку нормализирано, тие што се кул луѓе под наводници, тие бараат нешто друго да слушаат, бидејќи не сакаат да бидат како другите. И не само тоа. Знаеш, веќе после толку многу истрошен е жанрот, изради тоа ретки се моментите кога ќе добиеме нешто кое што е интересно, нешто кое што ќе те фати. Изради тоа и луѓето цело време си бараат нови звуци, нови работи, изради тоа алтернативното секогаш на прва е поинтересно, бидејќи е поразлично од самиот факт дека нели тоа е целата работа, да не биде ко останатото, да не биде стандардното, да биде малце поразлично. Али моментот кога мејнстримот ќе се закачи на алтернативното автоматски го снемува, не може да биде алтернативен мејнстрим, не постои тоа. Или е мејнстрим, или си против него. И тоа се деси со трапот, не знам како ќе биде сега, бидејќи затоа велам, Playboy Carti никогаш во мои очи нема да биде тој кој што ќе го пренесе својот стил и звук на светската сцена каде што ќе натера други рапери да го прават тоа кои што веќе имаат воспоставено звук. Кога се појави трапот, имаше луѓе кои што се префрлија, fucking Jay-Z направи таков, ме разбираш, проба да иде со времето. Те молам не се враќај назад за тоа. Не се враќам, само влечам паралели. Само да кажам дека Playboy Carti во мојот ум, можеби сум грешка, не го велам ова, факт ова е моје мислење. Можеби за мене ја нема таа сила ова да го направи во хип-хопот да биде главниот правец. За мене рейдж музиката, опиум музиката за секогаш ќе остане како ниш правец со многу голема публика. Тоа не смееме да го изоставиме. Публиката е огромна, но кој што кажав и тоа тврдо стојам, голем дел од тие луѓе не слушаат хип-хоп кој што ние имаме у нашите глави хип-хоп фан. Тие се поише фанови на одредени неколку артисти кои што можеби не го негуваат и поголем дел од нив слушаат Dire Straits него ли што слушаат Drake и Kendrick. Добро, фер. Тоа е. Фер. И таму е алтернативата, каде што веќе жанровски луѓе не се толку определени. Порано, ако слушаше хип-хоп, не било така, брат. Не. Молам не се враќај назад. Не знам кој ти е потреба да се враќаш назад, брат. Само влечам. Ама не можеш да влечеш паралели, брат. Ама некој Трајо, некој 2012 на наше место што ќе да беше тогаш, исто да ќе збореш. У наше време ние слушавме хип-хоп, денеска децава слушаат и хип-хоп, и EDM, и трап, и денсхол, и турбо трап, и се. Не, затоа сам ти кажам, нема етикети. Не, брат, перспективата е различна. Затоа не може да се враќаме назад. Секој за своето време ќе каже у наше време. Не е така. Не било така. Брат, сум пуштал Кейти Пери на журки, сме пуштале Данса Кудура на журки, да не се лажеме сега, брат. Не. Сме слушале се. Питбул сме слушале цела генерација и се пуштало и Питбул, се пуштало и Питбул е хип-хоп, брат. Епа не е хип-хоп, некој тоа време ќе ти каже ова не е хип-хоп. Јас сум бил тој што сум кажал дека не било хип-хоп. Ја кога отидов прв пат да однесам микс у студентско радио у 2011-12, он сам Нјуши двојката. Уредникот, што беше хип-хоп глава, ми рече, добро, можеш да почнеш сега, ама демек само да знаеш дека миксов не ти е хип-хоп. И ја тоаш бев као, добро, овој стара глава ништо не разбира. И пред некој време кога го слушнав, премногу поп елементи има, премногу има Шон Пол, премногу има Прайс Тег, Бруно Марс, као... И го разбирам зашто го кажал тоа. Ама сакам да ти кажам, ја тоа сум мислел дека сум
хип-хоп или нешто Да. нов звуково она. Он проценил дека не е. Така не може да се враќаме назад ни у наше време како беше, дека секој пат ќе најдеме некоја забелешка кај што гледано од времето претходно исто било. Исто мислене за нас. Така да за тоа не сакам да се враќаме назад. И оваа тема е добра сама по себе бидејќи оваа тема сега е превалентна него во минатото, поради интернетот, поради се тоа. Нормално. И не сакам да влечеме паралели назад бидејќи тоа го бидејќи имам алгоритмот versus music taste. со тоа сакам да завршиме. Кај мене тие работи више се изедначени. Кај мене више Добро. се изедначени. Многу луѓе врз основа на својот алгоритам го прават и својот music taste. И тоа е више видно, јасно. Се поише и поише као идеме понапред со интернетов и со TikTok и со Reels, натака иде ситуацијата каде што како ти е сетапиран алгоритмот, 99% од случаите таков и music taste-от, бидејќи тоа ти е сервирано и тоа и го слушаш. Кај мене е тоа. Ја имам лично проблем со тоа, бидејќи кај мене на пример музиката е друга работа него ли алгоритам, разбираш, музиката е за друго нешто. Не значењето на музиката не треба да биде спакувано во 30 секунди рил. Тоа ми е целата работа, дека едноставно за музика е емоција. Не треба да биде еквивалентно и да биде порамнето со нешто кое што е наменето да има short attention span. Така да, тука имам проблем бидејќи се губи вредноста на музиката и градењето на идентитетот, на музичкиот твој идентитет, за тоа ти што слушаш, што поштоеш. И немам ништо против за луѓе да слушаат повеќе жанрови и да навлагаат, ме разбираш. Муабетов е дека ако веќе збориме културолошки, нели, ако збориме за хип-хоп фан, се поретки се луѓето кои што може да кажат дека се вистински хип-хоп фанови. Не вистински хип-хоп фанови во поглед на слушам DJ премиери, Веќе е стара глава, да знаете. Официјално од оваа епизода натаму треба да го третираме како стара глава. Али муабетов е дека сакам да има баланс во тие работи и едноставно сакам луѓе кои што ќе имаат желба за негување и за истражување на жанрот. Ја не велам да бидат фанови на Бигел, туку едноставно да има еден период во нивниот живот кога ќе се ги натера жанрот, музиката да видат све од кај доаѓа. Ме разбираш? За контекст. Луѓе да бараат контекст у музиката. Тоа ми е. За тоа секогаш. Тоа ми е. За крај мора да ти вратам ново и да го кажам мојот став за алгоритам versus music taste. Така е. Проблемот за мене е тоа што хип-хопот е во таква ситуација сега, во таква положба каде што го нема тој. Не можеме сега да кажеме што е хип-хоп во 2025 бидејќи има различни работи што се. И Плейбој Карти, и Лери Джун, и Кендрик, и Дрейк. Све спаѓа под истиот чагодот. Све е многу различно, кога ќе видиш реално. Затоа кога има нов водечки правец под наводници, луѓето ќе може да почнат од тоа и после ќе може да се навраќаат назад. Зависи што ќе биде тоа, да ги видат прво тие влијанија врз тоа, па таму некој офшут артисти лево десно, па да истражат понатаму. Сега, ако некој сега почне да слуша хип-хоп во средно, не може да почне да слуша хип-хоп бидејќи да отвориш на рап кавијар, се е многу различно. Да отвориш на нешто И тоа си управо. Да не слушаш нас зашто збориме или ќе збориме само за Дрейк и за Кендрик, или е едно отворено поле на секакви различни звуци, секакви глупости што нема една јака средина кор од каде што некој ќе може да почне да слуша и да истражува па да се враќа назад. Инаку јас сум прв за тоа, брат. И ние тоа го правиме цел живот и сакам да поставиме таков пример тука исто таа цел го ги правиме и подкастите за да даеме позадина на некои ствари, да даеме наше мислење за ствари, да ги натераме луѓето да отидат назад, да отидат напред, да отидат лево, да отидат десно. Тоа е поентата на се ова. За крај, јас се надевам дека не сум во ситуација како тебе и како младите луѓе, да вкусот за музиката ми влијае од алгоритмот што ми го дава Spotify и YouTube. За жал, Јас имам најдено као жртва на тоа, имам сватено дека имам голем дел од вако, посебно у корона која бевме. Мислам дека сите тогаш наеднаш некако многу се прошири диапазонот на артисти кои што ти влегува у ротација. Не, тоа е супер, ама јас алгоритмот го сметам како лош збор. И за мене има секогаш лоша конотација. Лоша конотација. И јас сум среќен дека ми е лош алгоритмот уствари. И ја на Spotify никад не слушам. Зборевме првите сезони дека слушавме Release Radar, New Music Friday. Ја веќе тие плейлисти не ги имам отварам. прокинато, дефинитивно. Тоа што имам проблем да најдам се добри тейстмейкери чии плейлисти ќе ги следам, за тие да ми сервираат тоа што они мислат дека е добро.
и тука е целата борба, затоа се фаќаме некад не знаеме што да пуштиме и слично дека нели колку пати може да ти текне од сабајле тебе, ти да стрчаш нешто ново, па нешто интересно, треба некој друг да го направи тоа за тебе да ти олесни работата, а ако дозволиш алгоритмот да го прави тоа за тебе, како што верувам дека голем дел од луѓето посебно помлади го прават на Spotify и на YouTube, тогаш си го јадол бидејќи они ќе ти го бутаат тоа што треба да го бутаат од кај што најмногу заработуваат и што сакаат да бутаат издавачките куќи. Сега, за мене лично не е така, сакам да верувам дека музичкиот вкус ми е доволно изграден да не можам да потпаднам толку по тоа влијание и пробувам да не потпаднам, што не значи дека секогаш е тоа така. Дури и го хейтам тоа кога ми се пуштат 4 песни од Кендрик после Some Sexy Songs for You следните 30 песни, бидејќи сваќам дека алгоритмот ми го бута Кендрик уста, а не сакам да е тоа така. Така да се држам на страна од тоа, али верувам дека на многу луѓе кои слушаат на Spotify, кои слушаат рандом, кои оставаат музиката да врти, музичкиот вкус им се базира на алгоритмот и на тоа што е популарно на Spotify, музика од Reels, музика од TikToks, што мислам дека како поминува времето ќе се направи како посебен, не жанр, него посебна нема да биде едно како музика, да, тоа е големиот шадор, ама ќе си има музика за слушање, музика за short form видео, музика за нешто друго, бидејќи да, спаѓа се под една капа, ама објективно и субјективно гледано не е баш така. Тоа. Само ќе додадам уште едно многу кратко. На вчерашен ден пред 4 години, Pandemonium радио шоу го има отворено својот YouTube канал и почнавме тоаш да аплодираме ствари бидејќи тоа беше март. Ние во ноември го имавме почнато радиото 2020 и ги имаме аплодирано. Првата епизода знаеш што ние? Ем Ханчо, Нефис Моз и Леди Джун. И Трипирет. И Трипирет Пегасус. Не го спомнав, пошто е... И Кали Учис, ако не се лажам. Кали Учис беше, да. Доста алтернативно, реално. Не, сам сега ги спомна без вакво, без да те сам ги спомна артистите што се го спомна Лери, го спомна Ем Ханчо. Нефис Моз доаѓа by association со Ем Ханчо, ме разбираш. Точно. Тие се артистите, само да ти кажам дека за нас тие се артистите кои што на еден начин го туркаат тоа кое што и сега нема да се преправам дека Pandemonium е звукот на алтернативата. Не, уопшто не е тоа. Дарко е најуседен од најуспешните диџеи во Македонија и не е за џаве дека бил основоположник на ТДФ едно друго, имал моменти, не можеш да кажеш дека Дарко е борец за алтернативната сцена во Македонија. Не сакам да бидам, никош не сум. Нормално, али муабетов е дека од секогаш Pandemonium ги туркала и двете работи. Тоа било балансот да се најде помеѓу Дарко, помеѓу мене и да се најде сето ова. И заради тоа нормално е да у 2025 ја да звучам малце outdated и старо, брат. Океј ми е тоа, јас си го имам прифатено тоа. Стар сум, следна година ќе бидам само постар, ништо по не можам помлад да станам. Муабетов е за градење, за music taste кога ќе се каже. Ја не велам дека сите сега тоа го преме муабетот. Татко ми оде по 7 километри на школа, нема тоа да го кажа. Ама тој истиот муабета, брат. Само едноставно да се остане љубопитен. Мене љубопитноста ми фали кога ќе збориме денес за музика. А и тоа се многу исто така должи на музиката дека е веќе поише као тоа што е денес и све е многу избрзано и ми фали љубопитност. Не би се сложил, не може да има толкава опиум сцена ако нема љубопитност, ако луѓето што слушале Плейбој карти не почнале да слушаат, Кен Карсон не почнале да слушаат, Хит не почнале да слушаат. Некој друг, не ги знам, само тие ги знам, тие се на прагот на мејнстримот, затоа само тие ги знам. Еве, еден дечко ни пиша, баш коментар на Рилот што го ставив јас, ги заборавивте. Баш ни пиша, ги отвори артистите да видам кои се, прв пат слушнав, најискрено ви кажувам. Да. И не се срамам за тоа. Го заборавивте Pretty Fun и Fake Mink. Ги заборавивме, односно не сме ги заборале, туку не знаевме дека постојат. Не ни дошле да на мапата, не ни знам дека постојат. Ајде, Swag Too Hard, пиши ни, прати ни, направи некој рил да го видиме, ќе може да го споделиме од кај нас. Презентирани оваа музика, отворени сме секако да го чуеме тоа и да младите да не едуцираат нас за ствари, бидејќи, како што кажат, рајче ние сме малце постари и ја дури си викам као, не може ние да сме тие што збориме за нова музика, брат. Ако постои андерграунд се овие, брат. Ме разбираш? Тоа е. Сигурно. Ако постои некаков вид на андерграунд, пошто сигурен сум на пример како субжанр на рейдж музиката, постои 100% некој рейдж андерграунд кој што исто така е многу откачен и многу по out there.
Еве го. Се слагам. Значи 100%. Сигурен сум дека има луѓе кои што го пратат и ова. Едуцирајте нас ова. Ја немам никаков проблем. Ја сум многу више над ова, не за подобро или за подобро, туку над ова не стига ова никако до мене, нема начин како да стигне до мене. Сакав да кажам, Swag to Heart ги има пишано нив 20 артисти, значи он има откриено, тоа што викаш дека фали тој малце истражување, откривање малце подлабоко. Не може да се генерализира. Ние како старци може да генерализираме, ама не е така. Дечкото истражил, почнало од Playboy, може би почнало од Travis Scott, па почнало од Playboy карти, па ваму, па таму и сега Pretty Fun смета дека треба да го кажеме ние како битно издание за 2025 година, што значи дека он истражил, не може да кажеме дека младите не истражуваат. Добро, окей. Мејнстримот на младите и мејнстримот на луѓето општо и во наше време не истражувале. Истражувале тие што сакале да истражуваат, дали биле 100 луѓе, дали биле 200, дали биле 300. Затоа не може да се прави таа паралела денеска, никој не го интересира ништо, у наше време го интересираше, ако некој од 10 години постар од нас го каже, исто да го зборал за ние кога сме биле млади. 10 години претходно исто да го збореле неговите за него. Абе, вие деца ништо не знаете, ние од наше време. Така да тоа не смееме да го правиме. Не, јас сакам да водиме by example и да не користиме толку англицизми и да не збориме да се враќаме назад кај у наше време, бидејќи знаеш и ти сам. У таа возраст сме кај што сега луѓето со кои што се гледаш не толку често, кои не се најдобри другари од деца, колеги од факултет, колеги од средно она. Секој му е на масте кога се седне, абе ти тегнува од наше време, и некој каже, абе децава сега ништо не знаат. Брат, не е така. Не знаат дека не си у контакт со млади. Ние сме у контакт со млади секојдневно и на Дискорд и во живо на журките мои као младите секогаш се управо и ти тоа многу добро го кажа. Младите се управо, силата е у младите, иднината е на младите, така да ние сме само тука малце постари и имаме друга перспектива што и тоа не е лошо, ама не сакам да бидеме луѓето што ќе го сверат подкастот и општо нашиот живот на у наше време, Не, тоа нема шанси, јас си го дозволам. Да, апсолутно. Муабетов ми е за ја како ги согледувам тие работи до некаде и не велам за тоа, не велам дека сум управо никогаш. Муабетов е дека според мене ја гледам проблем во тоа алгоритм, бидејќи и ти кој што кажа го гледам во негативна конотација. Не сакам и не смее да се дозволи алгоритмот да биде еднаков на music taste. Тоа е. Да, тоа. Се слагам. Добри сме. Окей сме. Ајде следна епизода дај Боже да збориме за новиот албум на Playboy карти, долго очекуваниот I Am Music. Да дајме ни наши импресии, може да викнеме некој со нас да збори, само нека излезе, така. Иншалла. Ајде. Поздрав. Се гледаме. Чао.